Опаѓа козарството во Пијанец и Малеш. Бројот на козите како стока која е ефтина за чување последните години рапидно паѓа, бидејќи сточарите се уморни, цената на млекото им е ниска и 70-годишниот Киро од Делчевски град, кој порано чувал десетина кози, денес има само 2. Млекото бабата не може да го оправи веќе. И за продавање ефтино. И намалење не мога. И неговиот соселенец Благоја планира да ги продаде 30-тината кози. Тој вели дека само во село-град порано имало и до 900 кози. Од Албанија дожуша, многу се извезува. Са нека има највеќе 250 до 300 кози. Преку сила у нашето село. А имаше толку коза имаше кози. Намалаа ги. Не се исплати да чува, ја човеку кажа дека не се исплати. Иако козјото млеко е тренд во светот поради квалитетот на млекото кое се споредува со мајчиното млеко и го зајакнува имунитетот, делчевските сточари се обесхрабрени и во козите не гледаат перспектива. Козјото млеко го купува, оно е скоро многу лековито кажуваа. Кажуваат по странство дека е многу корисно и го купува, а тоа цената му е плашта, а го исто колку кравиото. Дали разочарувањето ке сточарите ке го промени новото производство на млекарницата Делчево, кое веќе пушти пробно во продажба производи од козјо млеко, сирење и кашкавал. Има доволно козјо млеко, меѓутоа се надевам дека барем нашиот дел овде, реонов на Делчево, кај што и се наоѓа млекарата, дека млекопроизводителите ќе се ангажираат малку за зголемување на количините на козјо млеко. Сепак за поттик на козарството, главна улога има и цената на млекото. Цената ga диктира пазарот и не сакам во моментов да речем да разговарам за цената, меѓутоа сепак мислам дека ќе има разлика помеѓу цената на козјото и на кравиото млеко. Од памтиве козјото млеко се употребувало не само за исхраната, туку и за лекување многу болести, како бронхитис, алергии, во борбата против стресот, но и како антиканцерогено средство. Сепак, засега сите овие специфики на козјото млеко не одат во прилог на проширување на стадото кози, кое во Пијанец брои едва и 3000.